Со качување на шипки од оградата, со скокање, бурно навивање, истакнати транспаренти и недолични скандирања, шверцари си направија роденденска журка во Македонскиот народен театар. А по прославата сликата е ваква: скршени лустери, откорнати лајсни и орнаменти од зидовите, расклатени столчиња со искинат тапацир, уништените писони и на секате расфрлано пикавци. Кој дозволи на навивачката група да го прослави јубилеот во МНТ? Кој ќе сноси одговорност и кој ќе ја плати штетата? Директорката на театарот Симона Угриновска за Алфа вели дека имало две прослави. Едната, онаа за денот на албанската азбука, ја организирало Министерството за политички систем кој го води Садула Дураку. Другата тврди дека ја организирал пратеникот Артан Груби. Вториот настан беше првично најавен и организиран од господинот Артан Груби. За вториот настан имавме информација дека ќе се проектира документарен филм во траење од 30 минути, но за содржината на истиот не добивме информации, ниту беше најавено присуство на навивачка група. Очекуваме од организаторот на вториот настан да ја надомести штетата предизвикана во објектот. Дураку не одговори на нашите повици, а Груби со реакција се јави на Facebook. Вели дека тој не бил организатор. Сметам дека реакциите се апсурдни, лицемерни и представуваат класична намерна политичка злоупотреба на настан во функција на предизборна пропаганда. Јас не сум организатор на настанот, но мора да истакнам дека театорот му припаѓа на народот, не е ВМРО-вски, СДСМовски, па ниту ни на фелата. Граден е со наши пари, со парите на граѓаните, а не со парите на ВМРО, ниту на фелата и им припаѓа на сите граѓани. Во МНТ беше и премиерот Заев. Денеска се огради дека нема официјални информации, само рече дека тоа било државна прослава за 111 години од денот на албанската азбука, поделена во два дела. Едниот дел беше културна манифестација, вториот дел испадна дека не било баш културна манифестација. Како одговорност за вандализам, за кршење на инвентарот, на нешто што е државна сопственост, и ако знаете дека многу често СДСМ бил и против таквите градби кои што се случили, но тоа веќе државна сопственост, тоа е на сите граѓани, никој нема право да го крши инвентарот, секако треба да си понесе одговорност одговорните луѓе за таа работа, да се надоместат штетите. Јавноста е гневна, сите го осудуваат вандализмот, но никој не превзема одговорност.